Dobar ден, почитувани наши гледачи. Ја следите програмата Во фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. Денес е среда, 2 октомври 2024 година. Денес сакаме да посветиме неколку минути на една вест која што ја добивме деновиве и која што многумина од нас не шокира и не поради која што бевме исто така многу тажни. Се работи за веста околу прераната смрт на професор Нестор Огинар, нашинец македонец од Њујорк, Америка. Првата вест која што јас ја добив беше од Милица Нестор Огинар, сопругата на Нестор Огинар, во која што вест објавена на незиниот профил во Facebook рече, цитирам: "Мојот Нестор Огинар ја загуби последната битка со животот, кој што толку многу го сакаше. Нека неговата љубов за човештвото и за татковината ни служи како инспирација за големи дела. Слава му", вели Милица Огинар. Мојот одзив беше одма и одговорив со следните зборови: "Шокантни вести, сочувство до сопругата Милица и семејството. Чест и задоволство ми беше да го запознаам, интервјуирам ланската година во Скопје, Македонија. Вечна му слава на овој наш македонец од мене и моето семејство од Мелбурн, Австралија." Денес сакаме да оддадеме сочувство кон семејството Огинар во Њујорк и во Македонија. Исто така сакаме да му дадеме почит, а и благодарност на Нестор Огинар. И за следните информации јас му благодарам на Никола Ставревски, кој што исто така ме извести околу оваа жална вест. На 27 септември, Њујорк, Соединетите Американски држави. По кратко боледување, денес почина професор Нестор Огинар, роден 1947 година, македонец, професор по англиски јазик и долгогодишен македонски активист и селеник во Соединетите Американски држави. Нестор Огинар е роден на 3 февруари 1947 година во Скопје, во семејство на трговци и земјопоседници со потекло од тетовското село Волковија. Детството и раната младост ја поминал во Гостивар, Тетово и Битола, каде што го завршил средното образование. Во 1968 година служел воен рок во тогашната ЈНА. Во 1969 година, поради идеолошки несогласувања со КПЈ, односно КПМ, преку Виена заминал за Њујорк, Соединетите Американски држави, каде завршил факултет за англиски јазик и книжевност со драма на Ханта колеџот на Градскиот универзитет во Њујорк. Во 1973 година се вратил во Македонија и работел како професор по англиски во Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ. Во 1976 година се оженил со Милица, а потоа заедно се преселиле во Њујорк.
Na Hunter College završil magistratura po angliski jazik i književnost i potom se prefrlil na privatni od New York univerzitet kada se steknal so diploma magister po filozofija i produžil so doktorski te studiji po angliski jazik i književnost. Od 1988 godina do penzioniranja to v 2010 godina работал kako profesor po angliski jazik i literatura v New York. So dr. Milica Oginar, profesor po francuski jazik i literatura, ima 3 deca, 2 sina i kerka i nekoliko vnuci. Kako patriot je aktiven za makedonska kauza ušte od najranoto detstvo i mladost. Nestor Oginar je jedan od osnovlačite na svetski od makedonski kongres i njegov dolgogodišen podpredsedatelj i senator. Bil šef na postojanata misija na svetski od makedonski kongres pri organizacijata na Objedinetite naciji vo New York. Nestor Oginar je prv predsedatelj na zadgranični od komitet na VMRO DPMN za Severna Amerika i člen na Sovetot na intelektualcite na VMRO DPMN. Vo 2002 godina kako predsedatelj partijata Prerodba i objedinuvanje na makedonski nacionalni ideji ili nakratko pomni, učestvoval na parlamentarnite izbori vo site 6 izborni jedinici. Работел како асоцијативен член на Меѓународниот институт на Шилер или Шила институт. Автор е на повеќе статии, есеи, трактати и дела печатени и во Соединетите Американски држави и во Македонија. Организатор и учесник на повеќе меѓународни конгреси, организатор и учесник во повеќе протести, митинзи, собири ширум Соединетите Американски држави, Канада и Македонија за одбрана на името на државата Македонија, идентитетот на македонскиот народ. Во последниот пост на неговиот Facebook профил, постот инаку наречен Македони од 7 септември годинава, Нестор вели: овој пост го пишувам како македонец и роден и растен и воспитан во Македонија со македонски дух и свест. Кога некои утре таму ќе го слават денот на независноста, да ги подсетам дека се уште живеат под анамнеза, што трае повеќе 33 години. Слават една окупирана, незаконска и вештачка држава без име, без знаме, без идентитет, без јазик, без историја, без минато и без црква, понижена и смеана од целиот свет. Тие се реалноста и вистината што јас ги гледам. Но секому по своето. Посакувам да ве закрепнат светлината и топлината на сонцето на Македон. И после се, Боже на духовите и на секое тело, успокоју ја душата на починатото Твое чедо и наш брат во Господа Нестор Огинар. Прости му ги прегршените, тоест прегрешенијата, волни и неволни, направени со збор, со дело или со помисла, и како благ и човеколюбив, населија неговата душа во место светло, место блажено, место мирно, место каде што почиваат праведниците, место каде што нема ни жал, ни воздишка, ни живот бесконечен, но живот, простете, но живот бесконечен. Неговото дело и мисла ќе не прогонуваат. Борете се за македонците и за Македонија. Вечна ја памјат и Бог да го прости. Почивај во мир, брате во Господа. Твојата душа за секогаш со нас бесмртно останува. Твојот лик и спомените за тебе вечно ќе ги паметиме. Упатуваме искрено сочувство до сопругата Милица и неговите деца, до неговите роднини и пријатели во светот. Вечна ја му памјат. Амин. Вака зборува Нестор Огинар. Јас сум горд македонец со повеќе од 2500 години цивилизирана историја. Никој не ни помогна кога бевме под робството на Рим и Отоманот, кога низ вековите се боревме во безброј востанија,
кога ја направивме внатрешната македонска револуционерна организација, кога не убиваа во балканските војни, кога не делеа со Букурешкиот и сите други договори, кога се боревме против фашизмот на Германија, Бугарија, Грција и Албанија, кога не прогонува голи и боси од нашите праисконски огништа. Никој не ни помогна кога ја направивме нашата држава со Асном. Ние, македонците и македонките, плативме за тоа со нашата крв. Ние се боревме за тоа. Ние умиравме за тоа. Ние и денес и секогаш ќе стоиме и ќе ги браниме нашите вековни принципи и идеали. Ние и никој друг не ги браниме, иако треба повторно ќе умираме за нив. Не ви се плашиме. Ние стоиме простум со чисто лице пред Бога Господа. Нашата крв не е вода. Од Нестор Огинар. Почитувани наши слушатели на програмата Во фокус на YouTube, каналот Во фокус со Силвана Павловска. Ланската година, кога ја посетив татковината, имав прилика изненадување, вистинско изненадување, да се запознаам со Нестор Огинар и со неговата сопруга Милица Огинар. Не знам како да опишам тоа чувство кога ги запознав двајцата. Просто од нив извираше една светлина и љубов. Тоа не беше случајно што се запознавме. Идејата беше на Ана Бобинкова Мјаковска и нејзиниот сопруг Ристо Мјаковски, кој што преку нивниот канал, ТВ канал Откритија Discoveries, предложија разговор помеѓу мене и Нестор Огинар и секако во придружба на Ана Бобинкова Мјаковска. Моето задоволство беше преголемо и тој разговор го остваривме. Ви предлагам да погледнете на ТВ каналот Откритија Discoveries и го слушнете тој единствен разговор воден ланската година, единствен и последен разговор во септември 2023 година. Уште еднаш ќе повторам ТВ каналот Откритија Discoveries. И ви благодарам за вашето внимание. Се слушаме следниот пат. Ја слушавте програмата Во фокус со Силвана Павловска на денешен ден, 2 октомври 2024 година, посветена на големиот, великанот, господин професор Нестор Огинар. Сочувство до семејството, сочувство до сите пријатели и оние кои што тој ги познаваше или што го сретнале и ги сретнал, кои што изразија големо сочувство како резултат на мојот пост на Facebook профилот на Силвана Павловска. Огромна благодарност до сите вас за сите зборови што ги изразивте во писмена форма, кои што ние ги пренесовме на сопругата на починатиот. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме наскоро. Пријатно.